Сега еве го, веќе сме 21 јули, енево каде е 2 август, големиот и христијански православен празник, но и државен празник, па токму на оваа тема како одат подготовките за Илинден и како тоа изгледа од Скопје до таму до Мечкин камен да се оди пешки, односно на конј. Ке провериме во ова јавување во живо како да подготовките за Илинденскиот марш. Во живо го вклучуваме нашиот колега Кирил Стојанов. Кире, добро ти утро. Александар, добро утро. Еве, на само 12 дена до големиот празник Илинден, празникот кој што е символ на македонскиот непокор, меѓутоа и символ на жртвата која што јунаците тогаш ја дале. Секоја година во нивна чест се организираат различни маршеви, знаеме за сите оние конјанички маршеви кои што пристигнуваат на Крушево, но водено тоа да им оддаде почит на поинаков начин пред 3 години овде Дејан од Сдруженијето Аманет, Македонски Аманет, Македонец за Македонец, организира пешадиски марш од Скопје до Крушево за тоа како започна целата приказна, која е пораката, символиката, меѓутоа како ќе се организира оваа година, ќе ни каже токму тој. Еве, најпрвин добро утро. Пред 3 години започнавте нешто, трет пат ќе одите за Крушево. За почеток, што беше мотивацијата на еден поинаков начин со пешадиски марш да им дадете почит на илинденците? Најпрво, добро утро до гледачите на Сител телевизија на финската програма. Чест и задоволство ми е што 3-та година последователно на Сител телевизија говориме за Илинденскиот пешадиски марш. Па мотивацијата беше тоа што ние знаеме дека во илинденско време информацијата се носела пешки. Дали комитите и војводите ќе стигнат до некој одредено место, дали ќе има одредена заседа за нашите војводи, сето тоа се правело пешки низ шумите македонски и таа беше една мотивација да не се заборави крвта пролеана за Македонија. Меѓутоа, морам да кажам дека бев мотивиран уште од 2020 година кога еден конјаник конјот му се нешто повреди, разболена на конјаничкиот марш и пешки тргна за Мечкин камен само да стигне и тоа ме беше иницијална каписла и 2024 година за прв пат се одржува еден таков пешадиски марш од Скопје, од главниот град на Република Македонија, од општина Газибаба, од пред црквата Свети Спас во Маџари, каде што на 28 јули во 6 часот сабајле тргнуваме за славно Крушево. Пред 3 години се исполни она што си го замислил во 2020 година. Какво беше искуството, какво беше чувството да се стигне до Крушево? Беше ли напорно и колку тоа успеа да мотивира и други луѓе да се приклучат во ова? Морам да кажам дека првата година нормално дека е најтешко кога е почеток. Секогаш таквите работи се тешки на почетокот. Јас не успеав првата година да стигнам и да се поклонам. Стигнав до Ропотово. Тоа е 4-тиот ден од маршот. 5-тиот ден до Крушево, ногата ми беше доста повредена, меѓутоа минатата година стигнавме на Мечкин камен заедно со Стефан Петровски од Куманово. Многу подобро беше сето тоа организирано и мотивираше и други луѓе, многу повеќе беше следено. Морам да кажам дека првата година беше така пионерски, меѓутоа даде резултат и еве веќе 3-та година го организираме и се подобро и подобро, да речем, во смисла на искуство, во смисла на луѓе кои што го поддржуваат тој марш. И оваа година нема да одам сам, меѓутоа има уште неколку денови ќе објавиме се, ќе имаме возило за пратење на маршот, каде што ќе бидат сместени работите. И морам да напоменам дека оваа година за мене лично Илинденскиот пешадиски марш ќе има и меморијален карактер, посветен на жена Сузана Ристевски од Битола, која што почина во саботата. Меѓутоа, минатата година беше моја голема поддршка, ми се јави додека го одев маршот, не пречека во Битола случајно, отидовме после маршот таму, имам фотографија со нејзе каде што се повеќе луѓе и еве, јас овој марш ќе го посветам оваа година и на нејзе.
Така бе, несомнено дека е убав е овој гест кој што сега го спомнавте. Тешко е да се оди од тука до Крушево, сите знаеме дека е далеку и патеката, каква е да се стигне, колку сте вие подготвени оваа година, еве, можеби оние последни детали се спремаат, меѓутоа физичката подготвеност претпоставам дека треба да биде на ниво. Како сте вие спремни и како и на кој начин се подготвувате за да го изодите патот од овде до Крушево? Па јас веќе трета година, значи претходно имам правено подготовки, сега еве месец дена континуирано ги повторувам тие подготовки, имаме уште недела дена, имаме, ке напоменам и понатаму, би требало да присуствува на маршот еден многу искусен човек, тркачка, маратонска легенда Томислав Спасовски, меѓутоа тоа уште не можам дефинитивно да го потврдам, меѓутоа 99% ќе биде во тимот. Мораме да отидеме до Крушево, мораме да се поклониме и ние тоа ќе го направиме. Не смееме да прекинеме низата која што започнавме 2024 година. Може би јас физички 100% како минатата година не сум подготвен, меѓутоа со се друго имаме уште неколку денови, срцето е тука, душата е тука, тие ја ги водат нозете и ние ќе се поклониме на 2 август на Мечкин камен. Рутата претпоставам дека се уште ќе ја утврдувате, како и на кој начин ќе се стигнува, меѓутоа дали имате некоја, каде точно се тргнува и кога е предвидено да се стигне и што таму е предвидено да правите вие како марш? Рутата е утврдена уште од првата година и таа рута останува. Значи првиот ден тргнуваме од Маџари, пред црквата Свети Спас, стигнуваме до бродот во Велес, тоа е 39 километри. Вториот ден е од бродот Велес до Оморани, тоа е 35 километри. Третиот ден е од Оморани до Богомила, планинарскиот дом во Богомила. Таму тоа се 18 километри. Од Богомила до Ропотово се 35 километри и последниот ден на 1 август со Господ напред стигнуваме во Крушево, тоа се исто 35 километри Ропотово Крушево. На 2 август на ден Илинден на Мечкин камен се поклонуваме пред споменикот како делегација на македонски аманет Македонец за македонец, да одадеме почит на жртвите кои одадоа животот за Македонија. Ако добро пресмета во глава, некаде просечно 32 до 33 километри на ден. Бидејќи ова е сериозна организација, да се стигне до таму е потребно и физичка спремност, меѓутоа и сителна логистика која што следи. Како доколку некој сака да се приклучи на маршот, да учествува и тој самиот, меѓутоа и да помогне на било кој друг начин, може да ве контактира, да ве пронајде и да го стори истото. Вака, јас сега морам да ги споменам некои луѓе кои што 2 години назад ја го помагаат овој Линденски марш. Тука морам прво да го напоменам градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски, кој 2 година последователно го помага маршот. Оваа година лани беше како проект за општината, оваа година лично тој застанува само како еден столб на овој марш, само да продолжи традицијата. Му благодарам од срце и ни значи што човекот кој има најголема доверба во општина Газибаба стои позади ова. Исто така оваа година ни се приклучи и Демирхисерското здружение од Сиднеј, Рубинчо Нешовски, морам да го поздравам, кои испратија веќе донација и кои што и во следните години ќе бидат заедно со нас. Тука морам да поздравам Светлана Анџак од Германија, кој е еден столб на нашето здружение, не само за Линденскиот марш, туку и за ова место тука каде што стоиме во моментот. Морам да го поздравам здружението Македонски штит од Мелбурн, кој 2 години стоја, Алберто Кебаковски. Морам да го поздравам Мајкал Јоргиев од Канада и се надевам дека не заборавив некој. Ако некој заборавив, му се извинувам. Еве, повикувам и јавно, дури и за пешачење повикувам, уште е отворено, имаме денови кој што мисли дека е физички подготвен, може да се пријави, не мора и цела делница. Има некои веќе луѓе кои што најавуваат дека во првата делница ќе не следат до некое одредено место. Може да се приклучи во Велес, може да се приклучи во Ропотово, било каде, може и цел марш.
Исто така секој што сака да го помогне овој марш финансиски, може тоа да го направи, може да ме контактира. Јас на Facebook страната Дејан Гавровски, на страната на Сдруженијето Македонски аманет, Македонец за Македонец преку порака, лично тука во канцеларијата. Исто сакам да им се заблагодарам на сите членови на Македонски аманет, Македонец за Македонец, кои помогнаа со колку можат финансиски минатите години. Еве мој апел кој може и оваа година без разлика на висината на донацијата, чаша вода значи во овој моменти, значи на ваков пат и здравствено треба да бидеме подготвени, меѓутоа со некои, да речам, лекарства така како резерва, креми, јадење, значат финансиските средства во си на пат, се може да се случи. Еве, апелирам, кој може да помогне, кој сака да помогне, да ме контактира, и огромна благодарност до сите кои што помогнаа изминативе години овој марш да функционира. Не смееме да споменуваме и фирми, сега не е моментот тука, значи секој кој што сака може да се благодарност до сите, да. Дејан спомна дека секоја година те води нешто да стигнеш до Крушево. Имаш и мото кое што го организираш овој марш. Кое е овогодинешното мото и што значи еден ваков марш? Зошто е важно да се поддржува, да се приклучуваат и колку треба да се работи на подигање на свеста, особено кај помладата популација за овие големи празници како што е Илинден? Мотото е исто трета година последователно. Да не се заборави крвта пролеана за Македонија. Значи тоа е мотото и тоа мото ќе биде постојано. Сакаме да видиме пример за помладите. На Конјаничкиот марш е во ред, меѓутоа сакаме малку на овој ден, за таа само жртва што ја дале нашите предци 1903 предходно, па и после тоа и за вториот Илинден. И тој да не го забравиме. Значи, сакаме да потикнеме мала само жртва во чест на нашите предци, дали тоа ќе биде пешачење, еве, може да биде и велосипедизам, може да биде и трчање маратонско до таму. Да покрај Конјаничкиот Илинденски марш да воведеме некои нови спортски манифестации кои што ќе се одржуваат. Не само овој марш, нека биде некоја нова, нека биде само иницијативно. И сите да се најдеме на Мечкин камен и да се поклониме. Имало претходно и во други места низ Македонија Илинденски пешадиски марш, да не го забораваме тоа. Меѓутоа Скопје е главниот град на републиката и би требало тука поголема група. Имаме кејот е полн со луѓе кои спортуваат. Треба малку да се ангажираат и во овој дел, да оставиме еден печат, една мотивација за генерациите кои што следуваат после нас. Еве само за крај, кога е предвидено твоето тргнување, во колку часот и уште еднаш да ја повториме локација? Да, 6 часот, 28 јули, вторник, од пред црквата Свети Спас во Маџари. Ден предходно, како што правиме 2 години предходно, ќе побараме благослов од црквата и сабајлето во 6 часот тргнуваме за Мечкин камен. Ви благодарам уште еднашка и уште еднашка апелирам кој сака да учествува барем една етапа или на цел марш, кој може финансиски да го помогне маршот, нека ме контактира на Facebook страната Дејан Гавровски во порака и ќе стапиме во контакт. Ви благодарам уште еднашка. Јас ви посакувам најпрвен се да биде во ред во овие последни подготовки и со Господ напред да стигнете живи и здрави сите на Крушево. Благодарам уште еднаш. Еве, слушнавме за тоа како и на кој начин се организира пешадискиот марш во организација на Македонски аманет, Македонец за Македонец, Сдруженијето кое што трет пат поред ќе се упати овде од Крушево, од Маџари, од црквата Свети Спас до Крушево, каде што е предвидено на 2 август на Мечкин камен да се поклонат пред споменикот и додадат почит на сите илинденци, секој кој што сака да учествува во овој марш, да придонесе за истиот да се реализира. Спомна мојот соговорник како и на кој начин може да го контактираат и да се приклучат. Истинско прашање, дали ти ќе се приклучиш, Кириле?
Јас секоја година ги испраќам илинденците кои што одат и пешадиците и оние со конјанички марш, така да ќе ги испратам и оваа година до Крушево. Аз се надевам дека ќе имам прилика да ги пречекам во Крушево. Физички не сум спремен да пешачам, меѓутоа ќе ги испратам и ќе ги пречекам во Крушево. Добро, бидејќи секоја година го следиш овој настан, мислам дека е крајно време веќе да се подготвиш и физички и да дадеш свој допринос за татковината се работи. Уште малку. Така е, уште малку. Океј, ти благодариме Кирил Стојанов, она што најдобро уме да го направи медиумски, да го промовира овој илинденски марш за кој што ние редовно како покровители, како телевизија и како утринска програма даваме максимална поддршка и го промовираме, така ќе биде и ова година. Сакали не, токму околу тие датуми оваа двојка е на програмата, така што ќе следиме се што се случува во живо.